Може да почнеме? Можеме. Почитувани дами и господа, уредувате уште едно издање на Патот до успехот. Затоа што делиме награди за неуспешните за 2018 година. Почитувани колеги, новинари, сниматели, почитувани представници од амбасадите, странските амбасади овде во Република Македонија, почитувани представници од бизнис секторот, добре дојдовте на одбележувањето на 73 годишнината од основањето на Сдруженијето на новинари на Македонија. Ова е голема бројка и е за респект 73 години. Токму задачата која што ни ја оставија нашите претходници е навистина тешка. Се надевам дека ќе успееме да се носиме со предизвиците кои што ги имавме годините наназад, кога е во прашање новинарската фела, снимателската. По тој повод, значи по повод одбележување на 73 годишнината од основањето на ЗНМ, впрочем како и секоја година традиционално изминативе неколку години, и годинава ќе бидат доделени новинарските награди, наградата Крсте Петков Мисирков за животно дело, наградата Јашер Еревара за истражувачко новинарство и наградата за најдобро новинарско известување за теми од локално и регионално значење за 2018 година од натрешноста на Македонија. Пред да ги дознаеме лауреатите или добитниците на наградите, предлагам на почетокот да му дадеме збор на председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Младен Чадиковски, па потоа ќе одиме со доделување на наградите со членовите на комисијата, кои што веројатно повеќе од веројатно имаат тешка задача за да се одлучат за тоа кои се годинашни лауреати. Младен, повеќе. Благодарам. Да, навистина ми е чест што денеска се собравме тука во голем број, впрочем како и секоја година кога ЗНМ слави јубилеј. Особено денеска во време кога целото новинарство се соочува со големи предизвици од секаков аспект, пропагандата и дезинформациите се дел од тие наши предизвици на кои што работиме и ќе продолжиме да работиме како да ги ставиме во се помал број, односно да победи вистинското новинарство. Чест ми е што можеме да кажеме дека ние како Сдружение на новинари, но и целата фела сме обединети во иста мисла како да ги кренеме професионалните стандарди на известувањето. За професионалното известување не треба да имаме компромис и предпоставувам дека сите овде и најголемиот дел од нас за такво нешто нема компромис, а за сите останати прашања пред кои е исправено новинарството можеме слободно да дебатираме. Впрочем, тоа е дебатата е дел од нашата мисла постојано. ЗНМ слави 73 години постоење, секоја година сме се побројни во нашата улога како општествен коректор. Оваа година имаме можеби и најмногу апликации за новинарските награди, што традиционално ги доделуваме, што е многу значајно, но уште позначајно е тоа, многу ме радува што за нив се тркаат и млади луѓе. Тоа говори дека новинарството има иднина во Македонија. Затоа годинава доделуваме и повеќе награди, а на моje и на инсистирање на управниот одбор на Сдруженијето на новинари на Македонија, од оваа година доделуваме две нови награди за стории кои што се особено важни за локалниот и за регионалниот развој во земјата, со цел да го потикнеме истражувачкото новинарство и во внатрешноста на Македонија. Иако често сме биле на спротивставени страни, битно е да се истакне уште една новина, тоа е што бизнисот полека почнува да сваќа дека ово општество за да стане одговорно има потреба од професионални медиуми и професионални известувачи и новинари. Годинава дел од фондот за награди ЗНМ го обезбеди во соработка со Стопанската комора на Македонија, препознавајќи ги приоритетите во развојот на новинарството и истражувачките стории, кои освен чекорите на политичарите често ги третираат и истражуваат токму и бизнис политиките. Сите имаме одговорност, секако и како општество, и како луѓе, и како индивидуалци, и како колективи, а овие награди што денеска ќе бидат доделени, се надевам и очекувам да дадат позитивен пример кои ќе го следат и останатите колеги. Вишко.
Да, како што спомена и Младен, значи годинава вкупно 27 имаше пријавено во сите категории за добивање на наградата за животно тело, за истражувачко новинарство и за најдобро новинарско известување за теми од локално и регионално значење за 2018 година. Ова значи дека комисијата во состав Слободанка Јовановска, Марина Тунева, Фатос Муслиева имавте поприлично тешка работа. Слободанка, повели? Пред се сакам да кажам дека навистина бевме изненадени од бројот на убавите стори што беа пријавени и од квалитетот на тоа што го прочитавме. До сега искрено се немам соочено со толку добро квалитетно новинарство. Би пришла веднаш на првата награда што решивме да доделиме. Значи денес сакаме да оддадеме почит, да искрена почит кон една извонредна новинарска кариера. Едногласно и без трошка двумење решивме наградата за животно дело да ја доделиме на Менче Атанасова Точи и телевизија Нова. Сметавме дека во ова време на ефтино, површно и клиентелистичко новинарство Менче обстојува упорно како наш професионален бренд. Во низините истории на прво место се секогаш пациентите и граѓанскиот интерес. Таа веќе со години ги разобличува состојбите во здравството, конфликтот на интереси и грешките на системот. Незините истражувачки истории го урна тендерот за реагенции тежок 32 милиони евра и незината упорност да ги истражи и сите детали е школски пример што мислам дека треба да го следат идните новинари. Ја охрабруваме Менче да продолжи да пишува и натаму. Благодарам. Извини, имам уште една награда за тебе. Вау! Менче, како е различното на патото? Убаво е чувството и навистина се радувам на оваа награда. Наградите од мојата фела се тие вистинските што навистина ги сакам. Жена сум, сопруга, мајка и сакам да кажам да се тргнат стереотипите дека една новинарка не може да биде успешна или уочи утрешниот ден, 8 март, дека не може да биде успешна на секое поле, со многу труд, се е можно. Работев во радио, во телевизија, во вестници, направив многу истражувачки истории, ТВ прилози, документарци, колумни, коментари, да не набројувам, што значи дека ниеден жарн не ми е непознат. Што сакам да кажам? Кога гледам информативна програма во последно време се повеќе се фаќам себе си, како повеќе ја гледам формата, отколку суштината. Затоа сакам да им порачам на моите постари колеги, поискусни, не мора постари, да работат со помладите новинари, за да го вратиме квалитетот во новинарството. А верувам дека и со овој состав на ЗНМ, тоа ќе успееме. Благодарам на ЗНМ. Честитки за јубилејот, 73 години од основањето. Благодарам на сите мои колеги со кои што сум работела, тука сум, не одам никаде. Благодарам на колегите од Нова, на моето семејство, на мојот сопруг и на моите родители таму некаде горе. Да сме здрави и живи, да се вратиме до искуството на Богата си. Само едно прашање, што е тоа што е награда за животно дело. Нема да се откажам. Што сакав да кажам? Не. Ќе им препуштиме на младите да работат, да истражуваат и да добиваат награди. Благодарам Менче Атанасова Точи, добитник на наградата Крстите Потисите за животно дело, да поздравим што нас се наплод. Марина Тунева, имавте и вие поприлично голема работа кога во прашање истражувачкото новинарство. Колку имаше пристигнато кандидатури, какви маки имавте?
Јас помојќе би рекла дека имавме задоволство, бидејќи осведочивме на вистина еден одличен квалитет во добиените новинарски истории, иако беше тешко да го направиме изборот, сепак мислам дека врз основа на дефинираните критериуми успеавме некако да го направиме тоа и задоволство ми е што ете бев во жирито и да имам можност да учествувам во овој процес. Би сакала да соопштам дека жирито годинава одлучи наградата Јашар Еребара за истражувачко новинарство да ја додели на двајца пријавени автори како признание на нивниот труд, стимулирајќи ги да продолжат да работат со истиот квалитет и посветеност. Во првиот случај, наградата се доделува за серијалот прилози поврзани со атрактивната локација наспроти градскиот трговски центар, парцела продадена по 312 евра за квадратен метар. Нова атрактивна локација покрај бизнисменот Зоран Антик, како инвеститор се јавува и МПЦ која ќе добие 2000 метри квадратен стамбен и плюс 2000 метри квадратен деловен простор. Во овој серијал прилози, авторот покажува конзистентност и доследност во следење на проблематиката, правејќи обиди да ги слушне сите гласови, надлежните институции, експертската фела од архитекти, урбанисти, екоактивисти, граѓани, локалната власт и останатите засегнати страни. Јавноста дозна многу, а авторот продолжува да трага по одговори, очекувајќи надлежните институции да ги остварат промените кои ги ветиле. Чест ми е и задоволство да соопштам дека наградата Јашар Еребара за најдобра истражувачка сторија за 2018 година ја добива новинарот на ТВ24 Сунај Сабриовски. Сунај, благодарам. Дали? Да, обично кога се работи ќе го знаеме дали говорат за фирмата на Митри. На почеток би сакал да изразам огромна благодарност кон луѓето кои што не ги гледаме пред малите екрани, тоа се монтажерите и снимателите, потоа до мојата менторка и колешка Наташа, која што не избрне тука да ја поддржи мојата работа, бидејќи за млад новинар е особено значење. Инаку наградава ја посветувам на иницијативата Здравјето пред профитот во центар, на екоактивистите за зелено Скопје и на луѓето кои што се борат за почист воздух да дишеме. Тоа што сакам да кажам е дека иста ова награда нека послужи како повик до собствениците на фирмата Обновители, меѓу кои Македонската православна црква која треба да добие 4000 метри квадратни стамбен деловен простор, така што барем тие 2000 метри квадратни стамбен простор се надеваме дека ќе ги додели на социјално загрозените луѓе и со тие 2000 метри квадратни кои што треба да бидат делови, нека се ги задржат, за нели да можат од економски аспект да останат добро ситуирани, така што ќе покажат како што самите кажуваат дека работат за добробит на заедницата, односно на своите граѓани. Благодарам уште еднаш. Наградата за најдобра истражувачка сторија за 2018 година се доделува и за серијалот Истражувачки истории за приватната установа за заштита на возрастни лица Бранкица во скопската населба Радишани, која добива забрана за вршење на дејноста. По информациите од јавноста дека се планира нејзино повторно отворење, се појавува револт кај луѓето кои што живеат во непосредна близина и кои бараат од надлежните институции да не дозволат повторно рестартирање на домот, место од каде што произлегуваат доста потресни слики и сведоштва. Новинарката, преку нејзината оригинална, приказна и систематична обработка, мощно реално ги отсликува проблемите на оваа ранлива група граѓани. Таа обработува тема која досега воопшто не била длабински обработена или била символично третирана во медиумите, давајќи им глас на луѓето што ретко имаат можност јавно да зборуваат за проблемите и се речиси општествено невидливи. Новинарката има широки познавања на темата, користи низа различни извори и гледишта и јасно ја лоцира одговорноста. Текстовите содржат јасен и недвосмислен повик до институциите да се реши случајот со оваа приватна установа. Наградата за најдобра истражувачка сторија Јашар Еребара за истражувачко новинарство се доделува на Ирена Мулачка, новинарка на Фокус. Честитам.
Значи, со оглед на тоа што после толку историја и здравство, ова ми е малку од подразличен аспект. Работата во приказната е тоа што во еден дом во Радишани луѓето се приморани да живеат во близина, кај што секојдневно слушаат лекции, критици од луѓе кои таму кај што живеат во домот се третирани, мислам, на најнизок можен начин. Плаќаат куп пари за да добиваат третман таков како што добиваат. Во приказната едно што успеавме да направиме е дека надлежните институции, барем за сега, не планираат да ја отворат, иако пред година време беше планирано нејзино рестартирање, па се надевам дека во иднина ќе продолжат да го слушаат гласот и на граѓаните, пошто факт е дека јавниот интерес е најбитен. И новинарите ќе бидат тука да продолжат да ги следат нивните проблеми, за да може да им се помогне, пошто сепак тие се најбитни. Фала. Живито исто така одлучи да награди 2 новинарски истории за теми од локално и регионално значење за минатата година. Првата се однесува на истражувањето за недоволната грижа за децата со пречки во развојот во Неготино, чија цел е да се сврти вниманието на јавноста во однос на овој проблем, но и да се испрати пораката дека децата и младите со попреченост, како и нивните најблиски, имаат право на подобар живот. Наградата се доделува на новинарката Светлана Дарудова, дописник на МИА, за истражувањето на тема недоволна грижа за децата со пречки во развојот. Најпрви благодарам за наградата, честитки за годишнината на ЗНМ. Благодарам до моите колеги од МИА и благодарност до мојот син. Сакам да кажам дека во оваа приказна, истражувајќи на терен, посетив неколку семејства кои што имаат деца со попреченост и млади со попреченост. Сите тие ми станаа пријатели. Им благодарам што ми дозволија да станам дел од нивниот живот и да влезам во нивниот свет. Се пожалија за недоволната грижа, за недоволната поддршка и недоволната помош која што имаат од општеството. Во оваа прилика изразувам надеж дека таа помош, таа поддршка ќе биде се поголема и поголема, бидејќи ништо во животот не е толку добро за да не може да биде уште подобро. Исто така ја користам приликата за оние кои што се уште можеби не ја разбрале различноста, да ги тргнат предрасудите од себе и да разберат дека бариерите постојат само во нивните глави. Благодарам уште еднаш. Втората историја која добива наградата за најдобро новинарско остварување за тема од локално и регионално значење се однесува на прилозите објавени на телевизија Телма на тема раководител на хидросистемот Ѓабато во Богданци боледува во канцеларија, вработените изигруваат болничари. Новинарката отвора значајно прашање, повикува на одговорност на надлежните институции и посветено го обработува проблемот се до негово целосно решавање. Наградата се доделува на Сузана Мицева, новинар и уредник на ТВ канал Висок Столица. Пред се ми е огромна чест што сум денеска овде со вас. Колегите знаат дека ние новинарите кои што работиме во внатрешност на новинарството нормално дека секаде е исто и одговорно, но ние имаме можност, понекогаш тоа е навистина голем товар, да зборуваме за проблемите на обичниот граѓанин, бидејќи најчесто нашите приказни се приказни на граѓаните. Според тоа можеме да покажеме кога законот значи беззаконие, кога правдата во генерална смисла значи неправда и како сите пропусти на системот се кршат врз судбините
на граѓаните кои што сето тоа треба да го поминат. Беше навистина потресно да се види како со месеци граѓаните изигруваат вработените во ѓавото, изигруваат болничари, минат катетри, ставаат терапија на својот предпоставен во страх дека ќе го изгубат работното место, бидејќи тој се уште беше на одлучувачка функција во тој систем. Од друга страна пак, во услови кога ние дописниците се соочуваме со се помалку работа, големите медиуми одлучуваат да ги намалат дописничките работни места или пак воопшто да не ангажираат, овој гест на ЗНМ, воведувањето на оваа награда ја гледам како една силна поддршка кон сите нас и можност да ни дадат, да не мотивираат да го артикулираме гласот на граѓаните во оваа сеопшта какофонија на непрофесионализам кој што поради сите овие години атмосфера во медиумите се создаде за жал. Би сакала да апелирам, бидејќи мислам дека се помалку зборуваме за човечкиот аспект на новинарите, да бидеме малку, да имаме одважност, но не ароганција, да бидеме достоинствени, но не да се улизнуваме на политичарите, бидејќи ние сме тие што имаме моќта, додека го држиме микрофонот, и да бидеме навистина човечни и честни во, бидејќи мислам дека малку зборуваме за тоа како да ни е срам. Ви благодарам многу. Ќе ве повикам. Може тука за една групна фотографија да направиме, да. Може висока си не знам. Веќе оставиме сега наградените сами малку. Ај сега малку сами наградените дека се сликаат. Да. Само да додадеме дека обезбедениот фонд за наградите за овие 4 награди што се однесуваат на истражувачките истории, вкупниот фонд изнесува 2000 евра кои што ќе бидат поделени меѓу 4 наградени новинари. Сега ве поканувам на еден мал коктел и да се дружиме со добра мисла за иднината на новинарството.